Патот кон иднината е поплочен со успесите од минатото, но не секогаш води во иста насока. Тоа го сватија во Ауди и соочени со предизвиците на предстојната електрификација, се уште ја немаат одредено судбината на два своји култни спортски модели. Таа директно не е поврзана со моментот на испораката на првиот e-tron, но високите трошоци и големиот ангажман околу развојот на електричните возила не дозволуваат предвремени компромиси. Плюс на тоа, проблеми создаваат и новите норми за тестирање со чие исполнување Audi TT и R8 имаат потешкоти. Тие влегуваат во втората половина од својот животен циклус, кога вообичаено треба да носат профит, но тоа никогаш не ни била нивна улога, туку за цврстување на имиџот на марката. А со оглед на новата електрична стратегија, сега се чинат излишни. Ако се додаде сето набројано, ситуацијата во која раководството на Ауди не сака да даде зелено светло за развој на нивните наследици е сосема логичен бизнис потек. Известна надеж сепак постои токму во електрификацијата. Интерни извори известуваат дека во Ауди во моментот се води битка за превласт на две струи – инженерската и маркетишката. Доколку најдат заеднички јазик, наведените два модели би можеле да бидат електрифицирани. Ова посебно се однесува на ТТ, чиј концепт како купе лимузина со 4 врати беше представен на салонот на автомобилите во Париз во 2014 година. Тогаш тој падна како жртва на Дизелгейт аферата, но сега би можел да заживее со електрифициран погон. Иднината на R8 пак зависи од Ламборгини, бидејќи тој всушност е верзија на Huracan со 4 прстени во амблемот. Сепак, во решавањето на судбината на овие два модели, најголемо влијание ќе имаат бројките за продажба, кои се катастрофални. Лани глобално од ТТ се продадени помалку од 15.000, а од R8 само 2760 примероци. Моментално цената на нивните основни верзии во Германија изнесува 36, односно 166.000 евра.